Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци во чест на обележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Македонија денес го одбележува 78 години од почетокот на фашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Востанието било последица на тешката и неподнослива состојба во која се наоѓале македонските граѓани под окупација, големите даноци и експлоатацијата кои ги втурнале во беда и мизерија. Македонија станала стопан израбена, а македонскиот народ угнетуван. Ваквата неподнослива состојба довела до подигање на народно-ослободително востание. На заземената територија, населението под водството на антифашистите од Македонија засилено се подготвило за востание. 11 октомври 1941 година борците од првиот прилепски партизански одред го нападнаа окупаторскиот полициски учесток и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, што го означи почетокот на организираното востание на македонскиот народ против окупаторот за ослободување на земјата. Следниот ден, на 12 октомври, се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпушовото, Разловечкото, во Пресненското и во Линденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општоцивилизацијските и демократски вредности. Македонскиот народ самостојно се изборил за својата слобода. Од првите партизански одреди кои ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110-илјадна армија со воени формации од највисок ранг, како корпуси и дивизии. Во време на окупацијата од Македонија беа интернирани 58.000 лица, а покрај застарството се окупирани должното цивилно население. Земјата претрпи и огромни економски штети. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСНО во 1944 година, со кои се оживотворени повеќевековните идеали за основање македонска држава. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. На овој ден им одаваме почит на сите ученици во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Сегашните генерации и граѓаните покажаа дека се доследни наследници на илинденците и генерациите од 1941 и 1945 година, со обврска и во иднина да ја доградуваме нашата држава за мир и соработка со соседите и со сите земји во Европа и светот. Имињата на загинатите борци за слободата се испишани на оваа спомен плоча, како и имињата на над 20.000 загинати стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава им! По повод 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ, пред споменикот на паднатите борци, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека поверат.
Поштувани присутни и почитувани гости, дами и господа, нека ни е честит 11 октомври, ден на восстанието на македонскиот народ. Овдешниот собир заврши. Сега ве поканувам во Айсберг кафе. Пријатен ден! Видите